Моја гостинка денеска во студиото е Бети Стаменковска-Трајковска, градоначалничка на општина Киселавод. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и благодарам за можноста да бидам ваш гостин. И секако да се надоврзаме на темата која што имаме во денешната емисија. Дали општина Киселавод да е отворена за меѓународни проекти и искористување на странски, односно европски средства за подобрување на условите за живот во општина Киселавод? Секако. Предходното искуство во општина Кисела Вода било да се соработува и мој континуитет исто така ќе биде и со тенденција да се зголемуваат соработките со меѓународните можности кои што ги нудат другите држави и фондови и така натаму. Имено јас како морам да кажам за јавноста, како именуван витез од Француската република и како професор од средно училиште, каде што премногу се соработувало и сме имали искуства што значи меѓународна соработка, навистина сакам да го имплементирам тоа и во водењето на општина Кисела Вода. Соработката со меѓународните институции, со другите земји, може само да не збогати, да не направи посилни и поумешни во тоа што значи една современа и модерна општина. Да, и секако треба да се искористат сите можности што ни се нудат за унапредување на општините. До неодамна бевте пратеник, а денес сте градоначалник кој секојдневно се соочува со локални проблеми на терен. Како ја доживувате оваа брза транзиција и дали беше потешко отколку што очекувавте? Предизвикот ми беше јасен каков ќе биде. И навистина еден предизвик и една тежина има пратеничката работа. Често сакам работа да ја именувам, а не како функција. И работата како пратеник навистина има еден поинаков предизвик, гледајќи од тоа што значи да се работи и да се предонесува за граѓаните од еден аспект, системски тоа да се наблюдува. Но работата како градоначалник дава една поинаква можност од тоа што значи вистинска реализација на тоа што е предвидено претходно. Значи од сето она што произлегува како, или прво што сега ми доаѓа како пример да го споделам, е тоа што како пратеник имаме можност да действуваме за носење на буџетот на државата, а како градоначалник имам можност да го реализирам тој донесен буџет. И навистина дава една поинаква динамика во работењето. Морам да кажам, работата како градоначалник е многу динамична и резултатите и она што го гледаме и целата таа енергија во соработката со директната соработка со граѓаните навистина дава еден дополнителен мотив плюс за поцелосно и максимално посветување во работата како градоначалник. Ако ги прашате граѓаните, најверојатно тие ќе кажат дека за да бидеш вистински градоначалник и да си ја сакаш општината, треба да излезеш на терен, да ги детектираш проблемите, да се соочиш со нив и да пристапиш кон нивно реализирање. Пред неколку дена се спроведе акција за чистење на јавните површини во Киселавода, а најавивте и пошумување на повеќе локации. Како граѓаните ќе почувствуваат оваа заложба за почиста и позелена општина? Морам да ви кажам дека она што значи работа на терен е и всушност нашата работа во најголем процент. Со добра организација мора се да се постигнува. Таква е и мојата агенда секојдневно, значи дел од денот е посветен за да се посетуваат деловите во општината. Што се однесува до таа акција која што ние пред неколку дена ја спроведовме во соработка со комунална хигиена и јавното претпријатие Паркови и зеленило и во соработка со сите оние расположливи ресурси кои ги има општина Кисела Вода, за кои што морам да ги поздравам сите вработени, посебно на нив сакам акцент да ставам и малку ќе бидам и севична, како градоначалник на Кисела Вода. Да, соработката со вработените е клучна. Навистина и покрај тоа што се луѓето како сезонски работници ангажирани, тие доследно и многу посветено си ја вршат својата работа секојдневно. И се спроведе една акција за чистење на делови од Кисела Вода и таа акција не е само ние дадовме посебен акцент бидејќи навистина убаво е кога има соработка, кога има синергија помеѓу сите претпријатија и сите чинители во
град Скопје и во општина Кисела Вода, и резултатите веќе беа видливи со делот, чистењето на делот на булеварот Борис Трајковски во одреден потек, да кажам. Но што се однесува пак до нашиот континуитет, ние и тоа и го правиме. Малку и временските услови не ограничуваат, нели, врнежите, и сепак е овој период на есен и имаме нели и природата така. Точно, си го дава својот придонес, да. Но посветеното работење дава резултати. Дали е тоа доволно? Јас велам, за ниедна работа никогаш не е доволно, секогаш можеме повеќе, така, да. И заедно мораме тоа да го правиме да биде повеќе. И именно и во тој правец еви тоа што беше и мое предизборно ветување е стратегијата која ја правиме во соработка со јавното предпријатие Македонски шуми за пошумување на општина Кисела Вода, каде што морам да кажам, се прават планови и организација за тоа во кои делови од општината какво зеленило ќе се имплементира, бидејќи постојат на различни места различни потреби и навистина координирано и плански работиме за тоа што значи да биде Кисела Вода позелена и почиста општина. Изминатиот период се соочивме со сериозен проблем со натрупан отпад во градот Скопје и околните општини, и последниот период сериозно се работеше од страна на сите засегнати страни и сите засегнати институции за решавање на овој проблем. Па кога сме кај Кисела Вода, работите исто така активно на решавање на проблемот со јавната чистота, меѓутоа и поставувате и 30 контейнери за текстилен отпад. Дали ова е само почеток на посеопфатна еколошка политика во општина Кисела Вода? Да. Во соработка, значи повторно ќе кажам, ние во целина, значи кога станува збор за отпадот и она што значи јавна хигиена, морам да кажам дека во соработка со градот Скопје, соработка со другите општини, нели имаме едно тимско работење и соработка за тоа што значи да се чисти градот, и општина Кисела Вода исто така е дел од сите тие соработки. Во делот кога станува збор за сето тоа системско уредување и она што како тенденција нам ние да го работиме е тоа да покрај сите овие акции кои ги правиме во нели во организација со поставувањето на овие контейнери за одлагање на отпад од текстил, се работи и системски, нели, и за другите видови на отпад кои што се добиваат од нели нормално секојдневното живење. Имено за отпадот, кога станува збор за текстилен отпад, имаме соработка од овозможено за добивање на 30 контейнери кои првенствено 15 ќе бидат монтирани пред местните заедници, а останатите 15 ќе бидат наместени пред училиштата и градинките. На таргетни се тие локации тенденциозно заради тоа што и треба да работиме, како што кажав, и на едукација дополнителна на сите нас, за тоа што значи да бидеме многу поодржливи и да се однесуваме поодржливо спрема природата. Истото тоа и го правиме и работиме на соработка за одлагање на стакло, за пластика, хартија и така натаму и така натаму. Значи, долгорочно, покрај тоа што ги решаваме работите нели во тек, но исто така да работиме и на политиката, на решавање на долгорочно на сите овие проблеми. Она што е во основата на работењето на локалната самоуправа е пред се транспарентноста, отвореноста и отчетноста кон граѓаните. Изминатиот викенд вие одржавте приемен ден и лично разговаравте со голем број на жители во вашата општина, и колку ваквиот директен контакт со граѓаните ви помага вам во носење на одлуките како понатаму да ги реализирате проектите и како да ја унапредувате општината? Многу е убаво кога се соработува со граѓаните. На тој отворен ден кој што ние, таа отворена сабота што ја имавме, предходниот викенд, значи, навистина беше интересно едно искуство, каде што граѓаните со предходно договорен термин доаѓаа на еден искрен разговор. И морам да признам и да бидам искрена, покрај тоа што имавме и пофалби, имавме и критики. Но и од пофалбите и од критиките човек може да научи нешто
И секако е потребно секогаш да се слуша мислењето на граѓаните. Имено не е само тоа како активност која што ја превземаме за да бидеме непосредно со граѓаните. Јас морам да забележам, мислам да ја информирам македонската јавност дека ете вчера, например, во после работното време бевме и на средба со граѓани во населбата Пинтија. Ние разговаравме таму за предизвиците и проблемите кои што ги има во населбата, но знаете како сите сакаме нели што побрзо да се завршат работите и ете присуствувавме на асфалтирање на улиците кои се случуваат таму, дури и во доцнежните часови. И убаво е да комуницираме со граѓаните. Покрај тоа што и понекогаш добиваме и критика, но добиваме и навистина многу убави идеи за тоа што треба да се направи во едно локално место. Меѓутоа, во тој дух го отворивте и процесот за креирање на буџетот за 2026 година заедно со граѓаните и колку нивните предлози реално ќе се најдат во буџетските приоритети на општината? Секако дека ќе се најдат и тоа не е и целта, затоа и имавме и активност проведена со местните заедници, паралелно имавме специјален мејл отворен за општинските потреби, нели, каде што граѓаните ќе ги испраќаат своите предлози за тоа што значи да имаме еден буџет во 2026 година кој навистина ќе биде скроен за да ги решава нивните проблеми и нивните предизвици. Убаво е да го македонскиот народ, не можам да ви опишам колку е многу креативен и добар во тоа што значи да соработува и да дава добри идеи. Истото тоа секојдневно се случува и на мојот мејл кој го имам, градоначалник Мајмунче општина Кисела Вода, и навистина многу убави идеи добиваме и секако тие, голем дел од нив, морам да кажам, ќе бидат имплементирани во она што значи подобра и поуспешна 2026. Ајде сега малку за оние погорливите проблеми со кои што се соочуваат општините. Неодамна се сруши дивоградба во населбата 11 октомври. Дали ова е всушност и најава за поодлучна борба против незаконското градење во вашата општина конкретно? Децидно да. Децидно да. Јас сум човек кој што навистина се труди и работи и така сум воспитувана да се биде по закон и да се работи доследно и одговорно. Истото тоа ќе биде и ќе продолжи да важи, морам да напоменам, ќе продолжи да важи и во општина Кисела Вода. Мораме да работиме така, одговорно, транспарентно и отчетно со граѓаните, а секако се што може да значи добар бенефит за граѓаните да го практикуваме. Дивоградбите не смеат да постојат, но исто така и општината треба да ги превзема сите можни активности што се до оној правец за да го олесниме живеењето и функционирањето на граѓаните. Кога зборуваме за подобрување на услугите кон граѓаните, мораме да споменеме и зголемување на степенот на дигитализацијата во општината. Какви услуги ќе се нудат, бидејќи најавувате нели зголемен степен на дигитализација, и што ќе значи тоа конкретно за граѓаните и нивните секојдневни административни обврски кои што сакаат побрзо и навремено да ги завршат, со помалку процедури и документи, нели? Секако. Онаа документација што е потребна, нели, тие можат и во соработка ова и како проект го имаме и замисла во соработка со Министерството за дигитализација, каде што целта е што помалку граѓаните да имаат потреба да одат на шалтер и да ги вршат своите работи, туку максимално што може да биде се дигитализирано. Со самиот процес на дигитализација ние ги отвараме вратите не само за лесна пристапност на граѓаните, туку исто така и граѓаните да имаат увид во тоа што значи отворено работење и транспарентно работење. И во тој правец ние и така ќе продолжуваме во иднина да го зголемуваме овој процес на дигитализација. Општина Кисела Вода до сега била лидер за тоа што значи дигитализација и зголемување на процесот, така и ќе продолжиме и во иднина.
И сега Кисела вода постави веќе стандарди во инклузијата со многу мерки, меѓу кои се и бесплатните услуги на Гаспар центарот, а сега таа поддршка дополнително и ќе ја проширувате. На кои мерки всушност можат да сметаат децата и семејствата што имаат најголема потреба од поддршка? Оваа соработка со Гаспар е воспоставена во минатото и таја се покажа како една добра практика во еден дел од во еден дел од општина Кисела вода, каде што беше запазен делот кај Припор, Кисела вода, нели, во тој регион, да кажам. Од таа добра соработка што ја имаа претходно со нудење на вакви услуги кои ги имаат, се ја зголемивме обсежноста и истата таја ќе продолжи да функционира со давање на услуги, нели, за подобрување на сето она што значи психолошка и подобра состојба на сите, посебно со акцент на младите. И морам да напоменам овде дека и многу се грижим и за оние социјално ранливи категории кои ќе имаат бесплатна ваква психолошка, психотерапевска поддршка и истите тие простори сега се организираме, нели, да имаме и во Драчево, каде што во и тој регион да биде исто така покриен за да си помагаме. Современиот начин на живење носи одредени последици, ние да ги намалуваме на секаков можен начин тие последици. Јас би рекла предизвици на кои што треба сериозно и одлучно да одговориме. Да. Како велат, нема нерешлив проблем, само треба да му пристапите на вистинскиот начин. Така е. И кон крајот на нашиот разговор би сакала да споменеме нешто и за културните активности во рамки на општина Кисела вода. На културен план започнавте соработка со Кинотека на Република Македонија. Каква културна понуда ги очекува жителите на општината и што подготвувате во пресрет на новогодишните празници? Многу се работи во тој дел, како и во останатите. Така, да. Значи, што се однесува до културата и она што мене ме импресионира со соработката со Кинотека на Македонија, каде што еве и во соработка со другите засегнати страни од општина Кисела вода ќе можеме да организираме и проекции на македонски филмови, каде што ќе ја запазуваме и традицијата, но исто така и ќе се подсетуваме колку Македонија има богата кинематографија и сета таа соработка што значи и подобрување, нели, на културниот живот во Кисела вода, но исто така еве и за акцент да дадеме и на новогодишните, предновогодишните празници се организира и во процедура сме, нели, на организирање денови каде што ќе го збогатиме културниот живот на граѓаните во Кисела вода. Јас се надевам дека барем еве за едно вакво ваше прво гостување барем во нашата емисија во македонската телевизија дадовме голем број на одговори на прашања кои што ги засегаат граѓаните на општина Кисела вода. Рековте отворени сте за соработка, па продолжете и понатаму активно да работите и унапредете ја општина Кисела вода онака како што вие замислувате дека треба да биде општината. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и на вам за можноста, секогаш се што можеме да помогнеме и да ги информираме македонските граѓани, а посебно граѓаните на општина Кисела вода, стоиме на располагање.